Денеска во Центарот на заедниците во Струмица беше представена иницијативата Македонија без отпад. Организатор на оваа иницијатива е граѓанската асоциација Ајде Македонија, која е формирана од 2012 година со единствена цел справување и решавање на проблемот со отпадот во државата. Ние сме граѓанска асоциација составена од повеќе еколошки организации, имаме своји партнери низ целата земја, соработуваме со голем број на училишта, општини, компании и други граѓански организации. Тоа што се цели овој проект, тоест овој проект Македонија без отпад 2016 година е да подигне свеста на граѓаните и да оваа тема на проблемот со отпадот да ја подигне на едно повисоко, да ја стави на едно повисоко ниво, бидејќи сметаме дека проблемот со отпадот е на маргините на решавање на проблемот, а дефинитивно влие многу негативно врз здравјето на граѓаните, негативно врз здравата животна средина, а при тоа нуди големи можности за нови работни места за граѓаните и отварање на нови бизниси и иновации. Баш управувањето со отпадот, извозот, тоест на отпад од Македонија, се има 300% изголемено последниве години, што покажува дека постои голем потенцијал. Така што ние наместо да го употребиме тој голем потенцијал, ние имаме голем проблем врз животната средина. Потребно е постојано да се зборува за ова и да се подигнува свеста кај граѓаните за отпадот, како и самите граѓани да се мобилизираат и учествуваат во отстранувањето на отпадот. Со националната акција Македонија без отпад 2016 година ќе бидат офатени по 3 локации од секоја општина. Тоа што оваа година планираме за овој дел да го правиме, тоест за југоисточна Македонија, вклучување на сите општини, чистење на 3 локации во секоја општина, вклучување на сите основни и средни училишта на територијата и главен предзнак на оваа акција оваа година е мобилизирањето на граѓанските организации. Граѓанските организации се тие кои што треба да допринесат за мобилизација на граѓаните и подигнување на свеста. Тоа досега што го имаме е дека главните, тоест најголемите организации во Македонија, тоест невладини како што се Црвениот крст, Сојуз на извидници, организациите на жени, Федерацијата на планинарски спортови, сите се вклучени со нивните организации, а Федерација например на планинари има над 50 граѓански организации во себе и има вкупно околу 40 локални организации на територијата на цела Македонија. Значи цела Македонија учество се мобилизира на 1 октомври, тоа е сабота. Секоја општина, тоест за секоја општина ќе можат граѓаните да видат на кој локација ќе се чисти на нашата веб страна najdemakedonia.mk. Таму ќе можете да се пријават, слободно може да не посетат и да не контактираат. Училиштата чистат на 30 јули, а претходно една недела претходно училиштата чистат во рамките на своите училишни дворови и имаат едукативна настава таа една недела претходно и плюс наши волонтери ќе возможат таму кај што треба и практична настава директно ќе дојдеме да извршиме во училиштата. Со досегашните акции вкупно се има собрано околу 7 до 8.000 тони отпад, а со овогодинешната акција се планира да се соберат околу 10.000 тони отпад. Овој проект е со подршка на Швајцарската агенција за развој и соработка СДЦ и Цивика Мобилитас.